Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во уште едно четврточно издание со мене на За или Против. Вечером имаме една интересна политичка анализа со гостин кој што во моментот е практично еден од наиздржаните, можам еве вака да си дозволам лично проценка да дадам во собствените политички анализи, еден од оние луѓе кои секогаш носат супер гледаност кога дискутираме во ова студио, така барем велат рейтинзите, односно вашата доверба и вашето внимание, така што ви благодарам што сте и вечерва на оваа фреквенција. Темата најактуелна деновиве е во политичка смисла заменувањето на Арбен Таравари од владата, сите оние околу него неколкумина кои што ќе го повлечат истиот потек и замената на неговите места со други личности. Веќе сте во тек дека извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ му даде практично на некој начин дозвола на председателот на партијата, односно председателот на владата Христијан Мицкоски да даде предлог за нови личности пред се на Министерството за здравство. Но она што е клучна тема вечерва која ќе се обидеме да ја издискутираме е де факто политичката, можам да речам, неаргументираност во одлуката на Таравари за само неколку месеци да ја напушти владата, особено изненадувачки е моментот што пред слободно можеме да речеме неколку недели беше тој кој што искрено го оценуваше односот во владата, односот со председателот на владата како исклучително коректен, задоволен беше од достигнувањата, меѓутоа одеднаш повлекува потек кој според ВМРО ДПМНЕ може да се квалификува како уцена и тие веќе неколку дена го прашуваат јавно Таравари со што е уценат од Ахмети за да излезе од владата. Како и да е, да не должам во најавата, веднаш почнуваме со прашање, но прети се со мене во студиото да ви го представам Илија Димовски, поранешен пратеник токму од ВМРО ДПМНЕ. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам за убавата најава, ми значи. Така е и веднаш тука аналогно на тоа, бидејќи ме прашуваат оние кои знаат дека сте вечерва со нас, каде е Илија Димовски, зошто не е функционер, зошто неговиот потенцијал не се користи доволно? Јавно да се користи, вака да се изрази. Значи, сум добивал понуди во последниот период да се ангажирам на јавна функција, но мислам дека е време малце во животот и во други полиња човек да се докаже. Одлучи во овој период да се занимавам во приватниот сегмент на функционирањето, односно приватно да работам. Секако тука сум помагам на својата партија, присутен сум на значајни собири на партијата, адекватно имам начин како да го пласирам моето мислење и предлози, така да тука сум, но проценив дека е подобро овој период да се занимавам и со така е, присутна е вашата експертиза во секој случај, верувам и како помош и како поддршка. Димовски, ајде веднаш на почеток она што беше дел од најавата. Впрочем, знаеме за Таравари дека во минатото има баш вакви чекори на влези-излези во одредена гарнитура, меѓутоа овој пат делуваше прилично стабилно. Би можела да го кажам, еве мојот впечаток и впечатокот на јавноста си до неодамна кога одлучи дека не е задоволен од она што го испорачува, иако и тука не беше доволно јасен од што не е задоволен, генерално не е задоволен од постигнувањата на актуелната власт, алудирајќи најповеќе на политичкиот блок од албанската заедница во власта и одлучува да излезе. Ваквата политичка неаргументираност де факто дава повеќе проценти на контото на сонежите дека е уценет. Има разни шпекулации. Еве, вие сте искусен политичар, кој политиката му е практично и како институционална меморија и со години бевте дел директно јавно изложен. Што е причината за ваквото? Вака неколку аспекти би сакал како вовед во проценка. Прво, Арбен Таравари важи за нестабилен политичар во таа смисла. И во односите внатре во својата партија, тој веќе ова му е трета, четврта партија, значи ДПА, па Алијанса на Таравари и така натака, но и во односите со политичките партнери надвор од својата партија. Значи тој во одреден момент седнува со председателот Мицковски, договара дека ќе ја рушат владата, утре ден да влегува во владата, зборам пред 3-4 години. Па решава да оди во коалиција во една варијанта, па во друга варијанта. Значи, на оние кои што ја следиме политиката малце по внимателно, не е изненадување потегот на Таравари.
Мое лично мислење беше дека беше битно да учествува на таков начин на парламентарните избори за да се случи промена во власта, но не бев јас искрено сигурен никогаш дека тука ќе има континуитет и цврстина во односите. Втора работа, неговите анализи за разочарување или задоволство од работата не се целосни. Зошто? Тој дури и критиките кон Влен се обиде да ги сегментира. Вели, задоволен сум од министрите, не сум задоволен од директорите. На прашање, значи тоа едноставно Како да сакаш да се наоѓа во политичка смисла, во испорачување на резултати, министрите ја носат 80-90% од тежината и во суштинска смисла, но и во смисла на перцепција на јавноста. Многу повеќе луѓе во гласачкото тело на албанците или на македонците ги перцепираме министрите, отколку одредени директори на одредени позиции. Од тој аспект, да сакаш да го критикуваш Влен, а да велиш министрите се добри, директорите не чинат, без при тоа да потенцираш во кој сегмент, а постојано да го фалиш премиерот, за по 3 недели да ја напуштиш владата, остава простор дека станува збор за други причини. Значи, исклучуваме било каква оправдливост дека аргументите кои што ги збори Таравари се тие кои што него го изнеле од влада. Тие не се. Што може да биде? Не би сакал да навлегувам искрено во оние спекулации кои што стануваат дел и од медиумската јавност последниве денови. Не сакам да навлегувам во тоа. Тоа не е тема која што можам знаете, да навлезам, никој во тоа не може да биде сигурен. Не е во ред да се зборува без докази. Но во најмала рака, дури и да не е тоа, велиме не е тоа, дури и да не е тоа, најверојатната опција е дека е направена одредена калкулација од аспект дека искуството на Арбен Таравари и на другите албански партии во Македонија говори дека за да станат некаков фактор мора да контролираат одредени локални самоуправи. Значи, партијата на Изет Меджити во Скопскиот регион со Чаер, партијата на Билал Касами во Тетовскиот регион со Тетово и со Желино, партијата на Арбен Таравари со Гостивар, предходно и сега со Врапчиште како општини. И, значи, нивното искуство вели дека треба да имаш контрола на единиците на локална самоуправа за да можеш да направиш посериозна политичка структура. Зошто е тоа така? Зашто албанскиот политички спектрум во Македонија е посегментиран и се уште нема поминато низ процес на идеолошко профилирање. Значи, во македонскиот сегмент, тоа се од разни причини, нели, малцинство, мнозинство, друга динамика на интереси, други потреби. Сме стартувале пред 20-30 години, албанците имале чувство дека не припаѓаат на оваа држава, па се бореле во одреден степен да остварат права. Значи, да не навлегувам, ова го да објаснувам за никој да не ми замери. Нивната перцепција е дека мора да го контролираат. И сега, си велам, може би, господинот Таравари седнал и направил математика, дека овие се избори to be or not to be за Ахмети, заради тоа што ако Ахмети ги изгуби локалните избори, нема голем простор понатаму за политички маневар, односно тоа би било некаков политички крај на господинот Ахмети, и ако се подсетиме, политичкиот крај на многу видни лидери во Македонија, во минатото, видниот аспект, дека извршувале видни функции, завршиле на локални избори, не завршиле на парламентарни избори. Значи и Црвенковски, и Груевски, и ред други. Од тој аспект Таравари си вели, во тој пазар, јас од Ахмети можам да добиам повеќе. Она што неофицијално се коментира по медиумите е дека во тој пазар на Таравари му се понудени несразмерно поголем број на општини во кои што дуи би го поддржала него. Сега, Ама возвратот на тоа е факторизација на ДУИ, повторно. Така е, но што е проблемот? Проблемот ќе настане дополнително заради тоа што сегментирањето па внатре во ДУИ е исто така присутно. И вие имате структури силни на ДУИ во Сарај кои што не верувам дека би прифатиле кандидат на Таравари во Сарај. Имате силни структури на ДУИ во Струга кои што победуваат со огромни разлики во противност
на парламентарни, на локални избори, 3:1, 4:1, на кои што треба да им донесете кандидат од Таравари или од Зијадин села. Дополнителен проблем. Така да таа калкулација, тој договор, не сум сигурен дека Али Ахмети може да го испорача. Но, во секој случај, во оваа епизода Али Ахмети направи некој чекор во кој што извлече една партија од владиното мнозинство. Но ова е само првата епизода. Значи, имаме уште 1, 2, 3 епизоди до локални избори во кои што веројатно нема да останат вака поделени картите како што се На се што сега. мислите, кои епизоди? Видете, мислам дека прво чувството кај албанците дека е потребна промена е многу промена во политичкиот систем. Ние македонците немаме толку допир до албанските медиуми, не го познаваме јазикот, не ги читаме нивните портали, не ги гледаме нивните телевизии кога има на албански дебата. Максимум што гледаме нели некоја од телевизиите вадат вести на македонски јазик, па се обидуваме, но одно што јас го имам чувство врз база на некој мој интерес да ја следам тој сегмент од македонското општество е дека кај албанците навистина има веќе чувство дека е навистина е потребна политичка промена и политички плурализам. Албанците немаа политички плурализам 20 години. Да, тоа значи апсолутно се ова што го анализирате овие неколку минути, значи Така да- политичко самоубиство во било кај смисла на Таравари. Јас не прогнозирам Ема и дека јас Таравари ќе успее на крај да испадне мудрец на политичката сцена и да ги надигра сите. И овие со кои што бил до денеска партнер и овие со кои што сака да биде утре партнер. Мислам дека на крај нема да му излезат калкулациите и математиките и мислам дека се доведува во ризик да ги изгуби и оние две општини во кои што сега има градоначалници Гостивари и Врапчиште, нели последно му се приклучи градоначалникот од Врапчиште, премина од едната алијанса кон другата алијанса. Но најбитно што е, најпроблематично е што создава прво чувство дека е човек на кој што не можеш да се подпреш. Тој утре и да добие градоначалници со Дуј, најдоброто сценарио да му се случи. Добра. Дуј знае дека не може да се подпре на него. Не разбирате? Тој не спрема него погледот и од алијанса е дека е not reliable, значи не може да се подпре. Зборам од другиот дел на алијанса. Да не ја заборавиме војната меѓу села и На Влене истиот однос, кај СДСМ истиот однос, кај ВМРО истиот однос, пошто сите партии исто се однесува. Така да не мислам дека на крај ќе испадне победник од оваа ситуација, напротив мислам дека нема да биде. Дополнително интересно тоа што овие денови слушаме раслојување и во оној сегмент кој што го раководи, и тоа не само од функционери, туку и од членови. Да не заборавиме дека Алијанса на албанците е партија наследник на некој начин на старата ДПА. Така. Нели, остана мал дел со господинот Мендух Тачи, но овие луѓе кои што се денеска во Алијанса се луѓе кои што го следеле политичкиот пат на покојниот Арбен Џафери, кои што секогаш по идеолошки правец, по разбирање на политиката биле на другата страна од Дуј. Дуј биле некакви идеолошки наследници на претходниот систем, со левичарски убедувања. ДПА беше една друга политичка структура во која што членува интелектуалци, бизнисмени, малце пограѓанска, малце подесна, по партија со друга профилација. И се вие тие луѓе да ги земете и да ги однесете во Дуј е сериозен проблем. Утре мојата партија ако реши мене да ме однесе да соработувам со СДС, ја имам проблем. Да, но исто Зошто? така ќе мора да се Заради тоа што служиме дека идеолошки- успеа на Ахмети своевремено да ги урниса овие без Видете, разлика што има интелектуално една може да работа вредат во и која кога. што Ахмети е многу умешан и мора да му се признае тоа, а тоа е дека континуирано успева да внесе раздор во било каква форма на политичко организирање на албанците надвор од Дуј. Имено. Значи, која и партија да се појави, која и политичка структура да се појави на албанците во Македонија надвор од Дуј, обавезно господинот Ахмети успева да извади од таму потпредседател да премине кај него, секретар да направи нова партија. Па едно време ако ви текне од сите овие партии се формира уште по две партии. Точно. Нели? Аријанит Хоџа, како се викаше,
алтернатива, Зејд, така. Пратеникот од тука од Скопје. Значи од секоја од овие партии он успеваше да извади по некој цело време успеваше да ги фрагментира политичките структури на албанците надвор од тој, за да тој биде доминантен. Значи дури имало ситуација во кој што тој имал помалце гласови во споредба со другите партии на албанците, но бил прв и успевал тоа да го наплати. Значи бројот на претеници и бројот на гласови на алијанси и алтернатива во еден период наназад беше поголем и беше поголем отколку бројот на пратеници на Дуј, но Дуј знаеше да го изменаџира тоа. Така сега имаме еден друг процес кој што Влен се обидува да се окрупнува, да се присобира, да се обединува, најавија нели формирање на еден единствен политички блок, така да ќе биде интересно да се наблюдува. Она што јас би сакал да го истакнам е да знаете, не е добро кога има доминација на една политичка структура толку долго време. Ние еве и од нашето искуство во македонскиот сегмент, кога нема конкурентност, кога нема трзај, кога нема competition, надпревар, кога е преголема разликата, постои опасност од опуштање, недоволно внимателност кон постапките, не секогаш избирање на најквалитетните кадри, комодитет и така натака. Вистинското созревање кај еден индивидуалец се случува во најголемиот крах или нистрека и тоа е така. Конкуренција, ако има нешто што те провоцира, ќе трчаш посилно, така. Од тој аспект и во албанскиот сегмент го посакувам тоа, и во македонскиот сегмент го посакувам тоа. Значи колку што може да имаме воедначени трки, толку подобро. Сега кај албанците долги години го немаме, во македонскиот сегмент има многу слаба опозиција, исто така фрагментирана, која што не представува никаков предизвик или иницијатор. Тие се сега надвор од комфортната зона во која беа. Ама тоа не е добро и за власт. Тоа не е добро и за власта. Власта може да биде многу комотна, да не внимава на избор на кадри и така натака. И тоа ќе создаде поголеми проблеми. Од тој аспект за граѓаните најбитно е да има конкурентност и да има надпревар. Да биде отворен надпревар, да имаат избор. И во албанскиот и во македонскиот. Плурализам кој е неопходен во албанскиот политички блок. Сега споменавте и ДПА и оние интелектуалци некогаш. Ајде се вратиме 2006-2008, јас тогаш бев уште на почеток на кариерата, вие подобро. И јас бев на почеток на кариерата. Ама повеќе сте внесени во секој случај внатрешно политичкиот колку јас. Истата или слична ситуација како и сега имаше и тогаш. Имено Груевски тогаш коалицираше после изборите со Мендук Тачи, меѓутоа Ахмети направи што направи и успеа во тоа да потоа он стане дел од власт, односно заедно со Тачи. Двајцата стана партнери, ми се чини, на Груевски во тоа време и сега некоја слична ситуација постои, иако во тоа време можеби Ахмети имаше поддршка од меѓународниот фактор во државава, сега нема и сега и овие пратеници со кои што е присутен на реалната сцена меве во собрание се од мешан состав, не се чисто Дуј, има таму бошњаци, има партија на турците и така натаму и така натаму. Значи не се чисто не само членови, односно пратеници од Дуј. Можно ли е истото сценарио? Со оглед на фактот дека му успева еве пак да го отцепи еден дел од вреди во случајов, односно Влен, и некако пак да се факторизира барем периодов теоретски. Вака се. Да пробаме да направиме според. Ајде. Прво, тогаш господинот Али Ахмети имаше апсолутна слика на борец за националните права на албанците. Апсолутно. Неоспорена, без дилеми. А беше и победник де факто тогаш на изборите. Без афери, без дилеми, без никакви приказни за било какви коруптивни скандали. 7 години после 2001-то. Така е. Па и помалку. Така, 7 години. Тој период 2006-2008. Од 5 до 7. Тоа е прва работа. Втора работа. Значи, ајде една по една. Тогаш немаше, сега има. Еден куп скандали, еден куп афери, кои што за жал доаѓаат и до најблиското негово фамилиарно обкружување. Да не збориме за другите сегменти. Лотари и така натака. Не сакам да навлегувам, не е моја работа. Второ, Али Ахмети тогаш беше после еден мандат во кој што албанците на вистина има некаков прогрес.
првите закони за јазици, првиот закон за амнестија се донесе до 2006 година. Значи зборам во период до 2006 година. Територијалната поделба во Македонија со Кичево струга имаше евидентни постигнувања. Сега имаме мандат во кој што нема такви постигнувања, но имате афери сериозни, да не се повторувам, трговски центри, Не секојдневна и така информирана натака, и така натака. Ја сум внимателен, не сакам сима државата, институции треба да си превземаат мерки ако Да не звучиме треба. популистички, така. Така. Значи, тоа е вториот сегмент. Третиот сегмент. Присуството и интересот на меѓународната заедница тогаш и сега е многу различно. Тогаш беше екстремно присутна и екстремно настојчива. Сега не е така. Зошто е тоа така? Си има причини. Прво, заради состојбата во меѓународната заедница и проблемите кои што си ги има самата по себе, Европа, Украина, Америка, трговски војни, улогата на Кина, Индија, Русија и така натака. Светот се прередува. Втората работа е меѓуетничките односи во Македонија тогаш беа многу пофрагилни, покршливи, поровки беа. Раните од војната се уште многу свежи. Сега има релативно голем временски период од тогаш и меѓународната заедница е свесна дека созревањето на општеството во Македонија и во албанскиот и во македонскиот дел е многу посериозна и не можат луѓето да бидат купувани и продавани со големо национални идеи и приказни. Понатака тогаш тој беше на самиот почеток. Тој изгледаше плурализам, тој изгледаше свежина, тој изгледаше нов политички субјект. Ја замени практично, го замени местото на ПДП и влезе во влада после 4 години мандат на ДПА. Така, ДПА беше 98-2002, ДУИ беше 2002-2006. Значи, сега е он после мандат од скоро 17 години власт, од 2008 до 2024. Во кој што смачено им е. Знаете, има веќе биолошки старе гласачкото тело кое што го помне Алија. Има гласачи кои што имаат 18, 20, 22 години кои што не биле родени 2001 година. Нив не им значи униформата која што носел Али Ахмети, заради тоа што сега се занимаваат со artificial intelligence, со модерни технологии, со софтвер, со култура, со глума. Глобализацијата е многу поприсутна, трансферот на луѓе кон Европа и обратно, многу се порелаксирани односите во општеството во Македонија и не е иста состојбата, не може да се компарира од тој аспект. Значи понудата која што има Ахмети тогаш и сега е различна. Од друга страна, па и искуството на сите други со Ахмети е различно. Така, и ВМРО ДПМН има свое искуство со Ахмети, и СДСМ има свое искуство со Ахмети, и Влен има од различни аспекти свое искуство со Ахмети. Не е истиот играч кој што мистично ги влече чекорите, прилика горе-доле се познаваат насоките кои што ќе се гледаат. До некаде се сложувам, до некаде како гледач или еве да излезам од кожава на новинар, аналитичар, некој кој што следи. Се гледа нестабилноста во вреди, која што е подбуцната на некој начин или на секаков начин од Ахмети, и од тука цврстото тло или вербата во вреди дека ќе успеат сами обединети вака да направат нешто контра од ова што го прави Ахмети, кому пак му успева да им извлече дел од ткивото на овој начин, покажува дека баш и не е многу стабилен партнерот од албанската заедница во моментот. А што ако во следниот период пак гледаме Влен да влече од Европски фронт? Верувате во ова или? Па видите, изјавите и од Билалка сами и од Изет Меджити одат во таа насока, нели? Тоа не е интересни изјави од аспект кога ќе се отвори вратата, некој може да излезе, а некој може и да влезе. Да видиме како ќе се развиваат работите. Мислам дека не е првото полувреме, да, но второто полувреме мислам дека се уште не е започнато. Така да оставим простор да не ја оформуваме целокупната анализа заради тоа што се уште во одсеменуваат фудбалскиот надпревар е се уште во така. Имено
еве во зависност од предлозите кои ќе бидат на Мицкоски за замена на овие позиции и што доколку истите тие на пример на Влен не им се допаднат. Или пак мислите дека ќе се почитува дословно до крај и ќе сите предлози следни ќе излезат во договор со вреди? Да, мислам дека имаше писмени, устни ставови и од Влен и од ВМРО дека договорот останува таков како што бил, дека местата кои што ги има Влен, ги има Влен. Не, дека нема ВМРО да ги земе местата кои што ги има Влен. Така да, веројатно се треба и координација и консултации, одредени се процени и квалитет на кандидати, алтернативи, можности и така натака. Но мислам дека соодносот на Влен со ВМРО ќе остане во тие рамки во кои што беше и досега. Јас се надевам дека ќе има, без разлика дали кандидатите ќе бидат од Влен најверојатно или ќе има некакви промени на одредени позиции една за друга, се надевам да бидат квалитетни кадри. Тоа е најбитното, заради тоа што граѓаните се нестрпливи, знаете, времето е многу побрзо, ние во денот 400 пати читаме вести. Пред 20 години еднаш гледавме вести во 7:30 на телевизор. И времето беше побавно во политичка смисла. Денеска од сабајле до вечер 10 пати се менуваат вестите кои што ги консумираме. Затоа нема ни ВМРО, иако има значително поголема поддршка од било која партија во Македонија, нема комодитет да мора да се вара во секоја варијанта подобро и подобро. Мора да нотираме исто така дека и до крај во аргументацијата, иако воопшто не беше конкретен Таравари, меѓутоа не беше ниту само критичен, не даде никаков отчет за тоа што реално промени во здравствениот сектор, за платата која зема како министер сите овие десетина месеци, а должи тоа да го направи колку е задоволен од себе си на крајот на криштата, и како и да е, кој треба да го замени Таравари како личност, каква фигура оти, де факто промени не гледам. Јас, видете, нема да не сакам сега Таравари до вчера бил министер, денеска не е министер и веднаш се чини или не чини. Надлежен за таа проценка е премиерот, треба да слушнеме. Седница ќе има во собрание, дали ќе биде со констатирана оставка, дали ќе биде со предлог на разрешување, сепак ќе си направи проценка премиерот и по устав и по закони за управата, тој е надлежен прв да ја каже таа проценка. Не може, ако до вчера не сум критикувал, заради тоа што бил во влада со партијата во која што јас членувам, денеска да го критикувам, тој луксус не би го превземал. Во секој случај, мојот совет, доколку бидам прашан, ќе биде да се избере храбар човек, кој што е спремен за структурни, сериозни реформи. Заради тоа што не само во здравствениот сегмент, и во други сегменти нас се повеќе и повеќе ни се потребни храбри структурни реформи. Таков профил на човек треба да се секако нели да го разбира сегментот, да знае што е здравствен буџет, фонд за здравство, клиники, да разбира основно, така. Ајде вака сега, колку реално оваа наша внатрешно политичка состојба иши, што би рекле американците и така натака, е и регионално, подрегионално влијание. Например, ако знаеме дека Ахмети е она алка или неговиот грб, условно регионално го чува Еди Рама, додека пак на актуелната албанска политичка гарнитура во власта е најсилна поддршка Курти, односно, ете така. Колку овие сили се мерат и која ќе преовлада, ако знаеме кои се погледите и какви се претензиите на Рама, па и неговата моќ ако сакате. И неговата близина со Бугарија и слично. Прво морам да потенцирам дека Република Македонија како држава, како државни институции, мора да најде начин да се справи малце по-силно и по-одлучно со тие внатрешни мешања во политичките процеси. Заради тоа што, некогаш изгледа забавно да ги анализираме, но во принцип не е нормално премиер на една држава да повикува председател на партија од оваа држава, па да му кажува кај треба да оди, со кого да прави коалиција. Мислите како држава сме многу меки? Институционално? Институционално, не политички, институционално. Мислам дека треба нашите институции задолжени за тоа да се најдат начин како да ги третираат овие состојби безкомпромисно, заради тоа што
такво мешетарање не е во ред, не се случува никаде, најмалку треба да се случува во Европа, а понекогаш и не е со добра намера. Втора работа, точна ви е проценката дека во моментов Албен Курти се наоѓа во некаква политичка криза, не од аспект дека нема поддршка на освои 48% од гласовите во Косово, но начинот на кој што е составен косовскиот парламентот во Приштина е од 120 пратеници, од кои што 20 по дефолт ги добиваат малцинствата и неговата можност да направи коалиции е многу помала. Од друга страна, Еди Рама освои 53% во Албанија, значи под прилика слична поддршка, но пошто станува збор за држава во која што нема малцинства или се тие многу малку на број, грчко, македонско, и држава во која што биполарниот политички контекст го гледаме последниве 25-6 години, Демократската партија и Социјалистичката партија, тој успеа да освои мнозинство во парламентот и лесно ќе состави владата. Од тој аспект, тие поддршки и тој надпревар помеѓу Курти и Еди Рама во овој момент изгледа така како што направивте проценка, но јас не сум среќен што тоа воопшто има влијание на состојбата во Македонија. Уште еднаш велам, нашите државни институции треба да се позанимаваат малкуцка на адекватен начин за тие прашања. Нова мислат Алијанса еве меѓу другото и нова мислат кога велат дека е во неволја владата, односно дека атаците кон Таравари се неосновани, не е подуцана и така натаму, туку дека владата е во неволја. Меѓу другото. Не. Пак ќе кажам, аргументите на Таравари навистина не се логични. Очигледно дека станува збор за калкулација од каков и да е аспект, дали од она што се зборува низ чаршијата, кое што не сакам да коментирам, или ова што јас го понудив како моја проценка за пресметка на возможно освојување на градоначалници во локалната самоуправа на локалните избори, неговата аргументација не е логична. Значи, не можете да го фалите премиерот, да ги фалите министрите, да ги критикувате директорите, за по 2 недели да кажете владата има целосно сгрешен правец. Значи, не може премиерот да е добар, а владата да го сгрешила правец. Именно, така е фактичката аргументација. Јас неќам да се убедувам дали е во право или во криво Арбен Таравари. Но велам дека неговата аргументација не се поклопува самата со себе. Така да, што ме таква состојбата, мора да бараме друга причина што него го навело да ги прави овие чекори. Во таа насока Да, мислам дека совршено ве разбираат и гледачите, апсолвиравме голем дел од темата и објаснивме и анализиравте. Она кое што еве, мене ми беше дилема, веруваме на гледачите, имаме само уште едно прашање на темава, па правиме куса пауза за реклами и одиме со други теми. Моменталната состојба е ваква каква што е, СДСМ и Левица како опозицијски формат од една страна, ДУИ Алијанса, Ахмети, односно Таравари од друга страна и сите заедно се опозицијскиот блок. Во моментот треба ли да го плаши ваквиот опозицијски блок Мицкоски, односно дали од друга страна пак на прашањето тој и знам се стабилни и во пресрет на локалните и колку воопшто се предизвик овие 4 други опозицијски моменти? Видете, пак ќе кажам, јас не сум среќен што опозицијата е толку расцепена и толку невлијателна во процесите. Тоа не е добро и за власта. Може би некој од мојата партија ќе ми замери за ова што го кажам, но навистина мислам дека максимумот може да се испорача само под силен притисок и конкурентност. Мислам дека овие локални избори ќе бидат интересни за наблюдување. Ние ќе имаме резултат на локалните избори во кои што СДСМ ќе има повеќе гласови од Левица во секој случај, но во повеќе општински градски средини Левица ќе има повеќе гласови од СДСМ. Мислам дека може да се случи во втор круг за кандидати за градоначалници, онаму кај што ќе има, во малце општини ќе има втор круг, да се случи во градските средини да не трча кандидатот на СДСМ, туку кандидатот на Левица. И тука ќе биде тестот во кој што ќе видиме дали не партиите, туку дали профилацијата на гласачите од СДС ќе се дрзне да гласа за една таква партија каква што е Левица и обратно. Да, ќе биде интересно. Мене тоа ми е тоа што го очекувам и го гледам. Не би сакал да калкулирам, но
некои од скопските општини, некои од поголемите градски, сериозно градски општини низ Македонија, левица ќе има подобар резултат од СДСМ. Во советничка смисла, мислите ли? Па и во советничка и кандидатите за градоначалници на левица во одредени места ќе бидат на второ место, нема да бидат на трето место. И тоа е интересно да се гледа за да можеме да ги влечеме заклучоците понатаму. На политичко ниво левица и СДСМ, било каква отворена соработка помеѓу левица и СДСМ ќе биде деструктивна и за левица и за СДСМ. Тие можеби ќе соработуваат за цена, ќе си помагаат во напади кон власта, вадење на афери, скандали. Тоа може да го прават и е дел од политичкиот процес, легитимно. Но отворена политичка соработка, подавање рака, гласање, поддршка, ќе биде екстремно деструктивно, заради тоа што иако ние велиме и двете се лево ориентирани, не е така. Левица има еден антиглобалистички наратив, нивниот председател беше на парадата во Москва, а СДСМ важи за партија која што себе си сака да се прокламира како најпроевропска, најпрозападна и така натака и така натака. И сега вие не може да сетирате гласачко тело на едните или на другите, едните 20-30 години назад, другиве десетина години, да сетирате гласачко тело кое што идеолошки е конфронтирано меѓу себе и после да им речете ајде ќе гласаме за кандидатот на едните или на другите на купче за да направиме некаков резултат. Тоа мислам дека нема да биде возможно и мислам дека нема да се дрзнат. СДСМ ќе се труди да освои еден глас повеќе од тоа што го освои на последните парламентарни избори, за да оправда дека има некаква става. Нема да се случи тоа. СДСМ ќе има помалце гласови од колку што имаше на парламентарните избори. Левица исто ќе се обиде да го надмаши својот број на гласови кои што го имаше на парламентарните избори. Ќе видиме, тоа ќе не можам во моментов да дадам моја проценка дали ќе биде така или нема да биде така, но секако аспектот на соработка со ДУИ е исто така проблематичен. Дури и за СДСМ, вие не знам, веројатно ги гледате обидите на СДСМ да влезе во конфликт со ДУИ. Соопштенија, обидите. Да, обиди. Цената која што ја плати СДСМ е голем дел и од тоа што ДУИ. Јас сум се изразувал и малце можеби понекогаш и по директно ДУИ во одредени моменти се однесуваше како да мнозински партнер во власта. Надвор од паметот, значи како да ги злоставуваше, како да ги, значи, а овие па не реагираат, знаеш, останувањето на власт. Значи јас многу пати во периодот 2021 после локални избори 2022 сум порел отворено дека на СДСМ им одговара веднаш избори. Секој ден одложен е глас помалку. Но окей, тие сакаат да истераат власта од причини познати за нив до крај. Оставија политичките процеси да ги води ДУИ комплетно, никаков увид немаат тие или тоа што мислевме дека имаат беше заради печаток. Така да сега да го нанесеш СДСМ да соработува со ДУИ е исто како човек кој што е тепан од некој насилник, па да го однесеш кај насилникот. Тоа исто така ми е невозможно да го видам. Да, па помалку левица и ДУИ да ги донесеш да соработуваат, иако, ако сакам да бидам саркастичен, нели, сталинизмот, ленинизмот, комунизмот има елементи во формувањето на двете партии, на најмек возможен начин го кажувам, не сакам лошо да бидам сватен, пак е невозможно, заради тоа што и профилацијата на левица. Факт е дека има абсурди. Ајде, велам на ниво на сарказам, нели? Тоа е убаво рековте и пред малку дека фудбалскиот надпревар уште трае се што е можда. Така да не очекуваме да го заокружам одговорот, не очекувам дека е возможна соработка. Сега имате една десничарска алијанса, една ДУИ, една СДСМ, една левица. Не очекувам дека тоа може. Дури и да се собере на куп, не е конкурентна, пак ќе речам за жал. Спрема власт. Така да не очекувам големи потреси, мислам дека најголемиот дел на градоначалници ќе ги добие ВМРО ДПМН,
најголемиот дел на совети ќе ги добие ВМРО-ДПМНЕ, можеби ќе има малце поголема шириноликост во бројот на гласови, во бројот на советници, но тоа се ќе биде во рамки на нормалните процеси. А остануваме на тема локалните избори, 2-3 прашања, нема да имаме уште многу време до крајот на емисијата, па така да ќе ве фрлам во една динамика да бидете покус. И иако е задоволство да се слуша, почитувани останете тука, правиме многу куса пауза за реклами. Добре дојдовте назад, влегуваме во оваа некоја четвртина завршница, би рекла, на вечерашното интервју. За тие кои сега се вклучувате, Илија Димовски, поранеш пратеник, е вечерва во За или Против. Правиме интересни анализи, се вративме годиништа на назад и ајде сега малку со позабрзано темпо кон она што следи периодот. Локалните избори, со оглед на поддршката што ја доби ВМРО-ДПМНЕ, од кои самата партија беше изненадала, би рекла, пред точно една година на парламентарните избори, можно ли е да во Куманово трча со свој кандидат? Без разлика на знам ВМРО-ДПМНЕ како кандидат. Таа проценка веројатно ќе треба да си ја направи председателот на партијата, извршниот комитет, централниот комитет. Мислам дека имаше информации официјално споделени дека има разговори помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и знам. Во секој случај знам и ВМРО-ДПМНЕ ќе одат на различни советнички листи, но се разговара за поддршка за градоначалници. Најбитно е да се избере квалитетен кандидат. И во Куманово, и во Велес, и во Битола, и во Скопје, и во центар, секаде. Мислам дека тоа треба да биде приоритетот. Ако има одредена партија, видете, имајте во предвид дека ВМРО-ДПМНЕ има и своја коалиција со поголем број на партии. Ако има некоја партија добар кандидат кој што може да сработи работата, да повлече поддршка, тоа треба да биде критериум, заради тоа што многу набрзо, многу побрзо од било кога досега граѓаните ќе очекуваат резултати. Политичкиот капитал е голем, но процесите и времето е многу побрзо од колку било кога досега. Затоа мојот совет и до раководството на мојата партија е да се концентрира на квалитет и на луѓе кои што се храбри да носат реформи. Во овој контекст, која е најквалитетната или кој е најквалитетниот избор од редовите на ВМРО-ДПМНЕ за Скопје? Ги знаеме имињата што се во игра. Секако, јас сум ја формално сум граѓанин на Велес, ќе гласам и понатаму во Велес, иако голем дел од времето од текот на една недела го минам во Скопје. Па, локал патриотизам и не го сменивте живеелиштето официјално во лична карта? Не. Добре. Скопје има многу проблеми, многу поголеми проблеми од колку другите градови во Македонија. Во делот на културниот живот, ако се споредувате со Битола, например, во делот на екологијата, во делот на јавниот сообраќај, во делот на чистотата. Че ако направите на анализа со Штип, со Битола, со Охрид, мислам дека е видливо за останувањето на градот. Мислам дека на Скопје му треба човек кој што ќе може да ги одработи работите, да ги изработи работите. Значи, не ни требаат анализи, физибилити студии, процеси, ни треба експлозивност, ефикасност и работа. Треба некој да го ичисти Скопје, треба да го реорганизира јавниот сообраќај, треба да направи крупни инфраструктурни проекти, треба да го врати животот во културата. Така да, не е моје да се мешам, реков, направив дистанца, граѓанин сум на Велес, но мислам дека во тој правец би било добро за градот Скопје. Па нека се препознаат гледачите, може би фигура во да се надокнадат годините наназад, не само еден мандат, може би 2 мандати, во кои што па да, со оглед на стагнацијата на градот изминатите години. Градот има сериозен проблем. Има уште теми, меѓутоа на локално ниво пак ќе ги зачувам за некоја посебна гостување, бидејќи допрва ни доаѓа онај предизборен период и пред кампања, па кампања и така натаму. Уште една тема за која многу малку дискутираме, би рекла, последниот период како медиуми, а гледаме дека јавноста не допираат никако повеќе од саморегистрирање на обични информации, не се коментира нешто длабоко. И тоа е веројатно заради процесите кои се случуваат и внатре. Значи, зборувам за Европската Унија, изборите Германија, претходно ситуацијата во Франција, гледаме една нестабилност внатре, ја нема онаа кохезија
особено она моќна кохезија меѓу клучните држави, најгласни во рамки на Унијата, процесите почнаа да се менуваат од после Брекзитот, па наваму, меѓутоа сега најјасно е видлива таа некаква нестабилност во Европската Унија, оттаму некако ни пораките кои ги слушаме од овие челници внатре, не ни се силно важни, не погодуваат и не ни значат, или пак можеби конечно се вртиме кон себе. Треба ли темата ЕУ да ја исклучиме? Или ајде да бидам уште подалеку во прашањето или побрутална со оглед на перспективата реална која ја уживаме, условно речено во моментот, треба ли да скроз ги умртвиме како тема преговорите? Имаше некоја гласно размислување од страна колеги новинари дека треба да излеземе од преговарачката рамка ваква каква што е, со оглед на нестабилноста на Унијата, со оглед на притисокот од Бугарија и тоа што ние мора дома да си го правиме. Повеќе прашања во едно прашање. Да. Ајде, ова е најсуптилното прво да го одговорам, па после да се дообјаснуваме, за да не се добија впечаток дека бегам да го соопштам моето мислење. Видите, ние не треба да бидеме криви за ниту еден процес во иднина. Односно, ние треба да си ги исполнуваме нашите обврски. Од аспект не дека е ја потенцирам, се прави грешка 20 години. Не е стратешка цел членството на Македонија во Европската Унија. Туку стратешка цел е модерна, развиена и прогресивна Република Македонија. Членството во Европската Унија е начин како да го постигнеме тоа. Зошто? Заради тоа што и цивилизацијски, и културолошки, и луѓето, и економијата ни е поврзана таму. Ние немаме таков капацитет како што имаат големите држави да преговарат трговски договори со Саудиска Арабија, со Катар, со Индија, со Бангладеш, зборам за огромни држави. Бангладеш е држава за десетици милиони. Виетнам, Малезија, Индонезија. Значи ние сме многу мала држава чија што економија, структура е поврзана тука во рамките на Европската Унија. Ако ја земете листата на држави со кои што имаме трговска размена, тоа е некаков однос во кој што треба да го движиме право. Но во авион кога летаме, нели има во еден момент врзете се, влегуваме во турбуленции. Ние веќе сме во турбуленции. Значи светот таков каков што го познававме во минатите 20, 25, 30 години, кои што релативно беа константни во однос на политичките односи помеѓу големите држави, веќе заврши. Значи таа фаза на пост студена војна или распад на социјализмот, една демократска пролет која што се случува, тоа заврши. Сега влегуваме во свет во кој што односите ќе бидат базирани на конкретни, јасни, диференцирани интереси. Нараквиците ќе бидат помалце присутни, боксовите, овие големите, ќе бидат видливи насекаде и го гледаме тоа, но треба да се спремиме дека тоа ќе оди се повеќе и повеќе понатаму. Диференцијацијата на политичките процеси во Европа исто така ќе оди кон повторно дефинирање што е политичка левица и што е политичка десница. Зошто? Заради тоа што старите партии во Франција, во Германија, во Англија, како во Италија, старите партии кои што беа класична, нели, лева и десна варијанта, EPP и Social Democrats, се избледнеа и се доближија едни кон други. Вие не можете да видите голема разлика помеѓу социјалдемократите и ЦДУ во Германија или помеѓу конзервативците и лабористите во Англија. И сега во некои држави побрзо оди процесот на создавање на нова десница, како Ле Пен во Франција, Добро. или Најджел Фараж во Англија, кој што во моментот е екстремно најпопуларен, попопуларен од овие две други. Доколку утре има избори во Англија, за прв пат, после не знам колку десетици години, ќе има премиер кој што не доаѓа од една од двете партии, конзервативна или лабористичка, така? Добро. Значи, диференцијацијата на нови политички центри, кон десно и кон лево, е видлива. Поприсутна е така наречената крајна левица, поприсутна е така наречената крајна десница. Всушност, големите структури партии, ИПП и ПСД, стана центар. И тоа ќе предизвика нови моменти во односите. Најавите на Макрон за редефинирање на
начинот на кој што функционира Европската унија станаа секојдневие и во германската политичка сцена. И кај социјалдемократите и кај новата власт. Јас не очекувам дека има внатрешен интерес за брзо завршување на преговорите со државите од Западен Балкан. Видете Црна Гора. Апсолутно. Видете Црна Гора, нема проблеми со соседите. Брзо отвара, затвара поглавје. Тоа е многу далеко од било каков процес. Мислам дека ние треба да се трудиме како држава да ги исполнуваме стандардите од аспект на она што навистина треба да реформираме. Ние се железница немаме, како да ви кажам, или сето тоа што сега нешто се раздвижи последната година, буквално немавме железница. А сме имала пред години што јас сум го кажувал тоа, пред 150 години имало меѓународна линија во мојот град Велес. Сега нема. Така. Че ако сакате со воз да излезете од Македонија, не можете да излезете. Мислам дека ние сме единствена држава во Европа во таков пример. Која успешно си ги убила. Но не и се. Значи ние треба да си ги завршиме тие работи, без при тоа да мислиме дека сонот за полноправно членство ние ќе седнеме на иста маса. Не, тоа многу е мала веројатноста дека ќе се случи во тој пакет. Можеби во одреден поекстензивен временски период најидеалната варијанта е ние да имаме право да седиме во просторијата без право на глас за одредени точки. Но не за сите точки. За сите точки ќе седат... Тоа е она Европа во втора, во трета брзина. За сите точки ќе седат 5, 7, 9 држави, не повеќе. Така да, треба да бидеме спремни да се носиме со тоа време, треба да бидеме спремни да развиваме, јас неколку пати апелирам јавно, да развивам билатерални односи со државите кои што се значајни за нас. Прво од регионот, ние навистина треба да ги подобриме односите со Бугарија. Не заради спорот, не заради Европската унија, не треба да најдеме начин. Не зборам за уставни измени. Тука мојот став е кристално јасен, но треба да најдеме нова филозофија во односите која што ќе најде некој common ground за да соработуваме. Ние треба да ги подобриме односите и со Грци. Не зборам за Преспа. Преспа еден ден некогаш после 20-30 години треба да биде минато за македонската држава. Но со Грција мора да најдеме форма на соработка, комуникација, економска, културна, да ги отвориме границите. Да, но тоа е знаата двустрана улица, нема. Така е, но треба да ја најдеме таа, да речем, и интелектуална платформа, ако сакате, и идеолошка платформа, да ја најдеме, да го најдеме common ground со Бугарија каде што можеме да се разбереме. На пример, значаен дел, можеби 5, 10, 15%, не би сакал премногу да се расфрлам со бројки, од населението во Бугарија потекнува од Македонија. Така. Тоа население не се чувствува идентитетски како мене и вас. Но потекнува од тука. Скоро и да нема фамилија, ако поразговарате со постарите, скоро и да нема фамилија од која што одредена гранка пред 100 години не се иселила кон Бугарија. Ако го гледате населението по целото Црноморие, што е многу далеко од тука, но целото население од на Црноморието, ние познати центри каде што нашиве граѓани на времето одеа на одмор, Златни песоци, Несебар, Варна, тоа е население од Егејска Македонија. Значи станува збор за комплетна замена на население кое што Бугарија и Грција го прави пред 100 години. Но тоа население од Егејска Македонија, тоа е население од Македонија. Ние треба да почнеме да размислуваме за процеси во кои што ќе се изнајдеме таму кај што можеме да се изнајдеме, дека да, ние со дел од населението во Бугарија навистина имаме некаков common ground, потекнуваме од иста земја, потекнуваме од исти огништа. Да, факт е дека тие развиле идеолошка или идентитетска мисла која што е различна од нашата, која што не е базична, но треба да се наоѓаат платформи. Второ, треба да видиме билатералните односи со големите европски држави, кои што ни се значајни. Со Германија треба да вложиме напори. Тие односи секогаш биле добри, да бидат уште подобри. Со Франција не биле односите секогаш добри. Така. Секогаш биле под дилема, под прашалници, под недоверба и така. Треба седнеме со Франција исто така, без разлика на минатото, без разлика на чувството на неправданост. Со
францускиот предлог или со други аспекти на нивното действување и нивните подобри односи со некои од нашите соседи, треба да пробаме да најдеме што е тоа што гради недоверба од нивна страна спрема нас или од наша страна спрема нив. Заради тоа што дури да обстанат во ваква форма мултилатералните организации, ќе обстанат, но не во ваква форма, но дури и да обстанат во ваква форма, и билатералното влијание, значи влијанието на Франција сама по себе, влијанието на Англија сама по себе, влијанието на Германија сама по себе во последните 150 години на Балканот е исклучително важно, да не речем и пресудно. Да, убаво го детализиравте. Така да крајот тоа нашата дипломатија, нашето Министерство за надворешни работи, па дури ако сакате Министерството за евроинтеграција, делот на мултилатералот треба да почитува, да инвестира и така натака, но треба да посвети многу поголемо внимание на делот на билатералните односи со државите од Европа. Ке мора да се сложиме на крајот. Ви благодарам на експлицитните образложенија на сите овие прашања, бидејќи де факто се наоѓаме во специфична ситуација како држава и на политички план, но и не толку опасна ако ова е вистинскиот збор, како и да е, беше неопходно да ги проанализираме малку потемално сите овие работи и затоа уште еднаш ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам ја за поканата. Почитувани, гледајте Алфа, гледајте и утре за или против, со вас е колешката Анастасија Илиевска. Се надам дека бевме интересни вечерва и имајте пријатна вечер, не го менувајте каналот.